Артист Бенд, добар ден, да ви посакам добре дојде за прв пат во Хајп Македонија. Драго ми што ве имам како денешни гости. Кажете ми како сте? Благодарам на поканата, денес се чувствуваме одлично, така пролетно, а времево до душа малци облачно, пролетно, есенски може да се каже, ама нели се надевам дека ќе пренесеме убава атмосфера и енергија на гледачите на Хајп ТВ. Ги поздравувам сите, благодарам сушеност до вас. Денеска со нас се Кристијан, Даниел и Теодор. Имаме уште два членови кои не се тука, но ги поздравувам и нив. Кажете ми од каде идејата за името на бендот, Артист Бенд, и колку време сте вие под ова име? Колку време постоите? Токму така, ние сме 5 членови во бендот, ни достасуваат овде Никола и Душан, ги поздравуваме уште еднаш. Артист Бенд во ова 2026 година ќе го прослави својот 5-ти роден ден. 5 години постоиме на македонската сцена. Бендот е нели ново оформен, сите сме од почетокот на бендот по него. Еве Даниел ќе каже за името, ако може, он така као куме на името. Името искрено требало пред доста години да биде зафатено, да кажам условно име за еден друг бенд, меѓутоа не успеало да биде така. Идејата е на мој познаник и кумашин, така да ете, од таму е името Артист Бенд. Ми се допадна на сите членови, го прифативме, звучно е кратко и така. Имавме повеќе нели предлози за име, дискутиравме, некако Артист најдобро ни залепи и дуво, зашто ние сепак сме артисти, музичари, а буквата е прва буква и некако така символично го одбравме тоа име да биде. Што е она што ве држи толку години, ете 5 години спомнавте, дали е тоа пријателството помеѓу вас или нешто друго? Точно е така, точно е тоа дека и пријателството не држи, но и работата, напредувањето, заеднички мисли, заеднички идеи, а пред се морам да извам, ние сме другари од средното школо, од средното училиште, Илија Николовски Луј, така да се знаеме многу мали, но ете, после 2020, после ковидот, ни се споја нашите патишта и веќе можам да кажам дека одиме у нагорна линија и газиме, како да кажам. Сметам дека во оваа работа е многу битна поддршката. Па кој на вас ви е најголема поддршка? Еве Теодор, ако може да ни каже, кој му е најголема поддршка? Добро. Благодарност и од мене за поканата. Голем поздрав до гледачите на Хајп ТВ, до колегите моментално кои не се присутни тука. За мене се уште се најголема поддршка мојата фамилија, татко ми, мајка ми, сестра ми, на колегите, бидејќи тие се оженети со деца, предпоставувам дека најголема поддршка им се нивните сопруги и децата. Така е, фамилијата. Семејството е секогаш најголема поддршка за сето она што го работиме, и пријателите и другарите, но семејството е она што секогаш не поддржувало. И не зборам само за овие 5 години, семејството нас не поддржува уште од мали нозе, од кога сме почнале и сме сакале да се занимаваме со музика, нели, основно ниже училиште, средно училиште, први почетоци со музика, со свирење, така да семејството е тука секогаш, нели, како секогаш што ќе го Исто така ветар во грб и секој добар збор од гледачите, слушателите и тие што се со нас, да кажам, од самиот почеток. Така е, така. Дали сопругите се љубоморни или пак се свесни што се бара оваа работа? Според мене мислам дека не се љубоморни, не се, едноставно се свесни и на нивни начин само они знаат како се борат со тоа, со нашето отсуство, бидејќи е во големи количини. Не сме присутни дома, не сме со фамилијата цело време и тоа е тоа. Искрено, они се затекнаа со оваа наша професија и така да не запознаа како музичари, нема зашто да бидат љубоморни. Да. Која е најголемата жртва што сте ја направиле за музиката и за бендот? Дали ве сте се откажале од нешто? Па како што кажа Даниел, жртвата ја правиме уште многу мали години, од вежбање, да речеме, некои наши генерации играле на улица фудбал, Даниел вежбал пијано, јас сум вежбал пијано, Теодор вежбал кларинет и така натака. Ама тоа не го кажуваме жртва, поради тоа што ние сме го сакале да го правиме тоа и никој нас не терал со сила. Па еве, дошло ден кога
сето тоа излегло на виделина и се видело. Не можам да го кажам жртва, така да тоа е, ако сакат Јас колеги да најголема, дополнат. ајде, повели. Тука се надевам, мислам дека најголемата жртва во моментот што ја даваме сите заедно за нашиот бенд е тоа што константно секој викенд ние не сме дома и мораме да работиме. Тоа е најголемата жртва на еден музичар воопшто. Така е. Се надевам дека и колегите ќе се Така согласат. исто. Така е. Сами кон себе ја даваме најголемата жртва, да речем. Со ноки непреспиени, по патишта и знаете како ние музичарите овде живееме. И секаде во светот е така, не само кај нас. Дали се исплати тоа? Дали може да кажете дека се заработува добро од музика кај нас? Па се заработува, окей, мислам, во однос на влогот кој го даваме од мали нозе, мислам, за да дојде момент да заработуваш, имаш влог во себе минимум 10-15 години. Ја не знам која друга професија го дава тоа истото и не се жалиме, мислам се Ние живееме од заработува. тоа, искрено, ние живееме од тоа. Музика. И може да се живее од музика во оваа наша земја. Која е најголемата лага што ја кажуваат музичарите или пак не лажете и што е она што публиката не го знае за вас? Па јас сам себе си се сметам за доста искрен човек и не лажам. Најголемата лага што ја кажуваат музичарите, па не можам да знам, ама можам да кажам лагата што ја кажуваат за музичарите, дека биле женкари. Значи, ние музичарите не сме воопшто женкари. Ние кога одиме на настап гледаме да биде добро за сите и убава атмосфера да направиме и така да ако некоја не погледне девојка или ако колешките наши пејачки ги погледне некој дечко, не значи дека нешто сме расипани, како да кажам. Значи, ја мислам дека тие зборови кон нас што идат као еј, тие музичари, бегај, пази со нив, тие се најголемите лоши, лага зборови што се кажани за нас. Мит за да. музичарите, така. Кој од вас најмногу доцни на проби, а кој е најодговорен? На проби доцни најмногу нашиот бумњар Душан. Ама оправдано. Па добро, Живее оправдано. во друг град. Ама и не му е оправдано, порано ќе излезе и ние доста сакаме да го оправдаме, од друга страна па и го Пробуваме напаѓаме, да го излези оправдаме, порано, нели? Така. Он има и голем инструмент за местење, бубен, знаете колку делови има и пример ако треба да дојде у 5, он доаѓа у 5 и пол. Кога доаѓаат и другите, и тука малце не е проблем тоа, далеко од проблем. Најодговорен е најверојатно според мене Никола. Не, Никола. Јас не сум. Добро, јас не сум чувствувам за самоведен. доста одговорен да ти Никола кажам и право. Кристијан, дефинитивно, да. Кај Никола е да. се спастрено, секогаш е на време. Местењето кабли му е средено Прецизно. направено, прецизно се. Да, така да. Не, ние сме сите одговорни луѓе, далеко од тоа дека не сме одговорни, ако ја нема таа одговорност, нема и да дојдеме до овде и ние сме многу и само критични и помеѓу себе критични и можеби затоа овие 5 години функционираме. Ние ако треба денеска да се искараме јас и Далијан, ќе се направиме пуздер. Ама после пола сат, ако треба да му сеам Данијел, слушај ова, нема тоа, караницата си останала. Да гледаме што е добро да извлечеме од нејзе и да функционираме понатак. Ако он ми се лути или ја му се лутам на него, џабе е се. Тогаш се познава тензија во бендот, ќе се влечат страни и сите тие работи. Клучот на успехот мислам дека е прифаќање на маните на останатите членови. Ако знаеме кој каква мана си има, а секој човек има мана, нема човек без мана, гледаме тоа да го премижиш, да го прегледаш некако вака и тоа е тоа. Да. А кој е најкреативен, на кого му текнуваат најлудите идеи, да кажем? Па Па, креативни сме сите сите, сме. ама Даниел е доста креативен. Сите сме во поглед, креативни. нели, на музиката. Ние, да речеме, на нашите настапи правиме лудори, стварно, кој бил и кој не видел може да го потврди тоа. И на свадбите изведуваме различни стилови на музика, од македонска народна, македонска традиционална, забавна, XU, мак поп, имаме латино дел со ласери, со светла, значи секој од нас нешто допринел за тоа така да изгледа. Дали може да ни раскажете некоја случка што ви има останато во сеќавање, нешто интересно да споделите со нас? Па многу настапи, многу случки. Многу Сега стварно не ситуации, можам да да. издвојам овој момент. Најтешкото прашање може ми е ова сега што ми го постави, искрено да ти кажам. Имаше Колегите една нешто случка ако им текне. кога има заборавено нешто Теодор и Душан дома. Да, тоа беше Да, циркус беше. а свадбата започна,
они уште не беа дојдени и моравме да почнеме да свириме тројца. Да. Од вкупно 5 луѓе и некако мислам дека тие 20 минути пола саат ми биле најтешки во целиот живот, мислам. Тие, да, на нас Сум ни беа претрпел најтешки, многу- од една друга страна беа нели Стресни интересни. беа. Мислам јас и за тоа повелел Данил. Така е. Од таа ситуација сум побеле. Така. Од тогаш навак. Има многу работи што исто нели интересни, ама се работи со нели со некои личности, така да не сакаме да навлегуваме во тоа. Еве ова вака за нас е ќе го издвојам, да, интересно. Како што споменавте, настапувате на свадби низ цела Македонија, па дали може да ни споделите и дете некое барање што сте го добиле, а не сте можеле да го исполните или некое чудно барање од младенците? Па генерално во поглед на репертарот и на музиката гледаме све да исполниме. Така да што знам јас, ја не може да ми текне на памет што сме вратиле кај некого. Генерално мислам дека Значи нема. да. Даваме се од себе да го направиме нивниот најубав ден од животот, највесел и искрено се трудиме да биде тоа така и на едно врвно ниво, како што ние знаеме. Така е. Дали имате трема пред настап се уште или не? Па немам трема јас конкретно пред настап. Може би овде да ми речете да испеам сега додека седиме вака опуштено, ќе ме фати трема, ама пред настап немам, зашто не знам така. Имам микрофон, сум дојден за тоа, кога ќе се наместам и не се замарам кој има и што има и дали има некои пеачи, популарни авторитети, не знам, тоа на мене не ме Трема не ме немаме, засегува, зашто- одговорност има. Да, тоа е секогаш така. Одговорност има, цврсто стоиме за тоа. Мислам, одговорност е некому да подсведиш свадба и атмосферата да ја држиш на ниво цело време, јас сметам дека е одговорност. Така е. Мислам дека се опфатија колегите, така да. Што да кажам? Затоа и го седнавме трет само да потврдим. Вашата најнова песна е емотивна балада, насловена под Тажен крај името. Се зборува за човек кој раскинал, така ли? Подсетете ме нешто така, да, дали може да ни... Има оставено, нели, љубената личност и иако он нели се направил за нејзе, сепак нели некои патишта во животот се разделуваат. Од каде беше идејата за песната, чива беше идејата? Еден, кажете. Ова е всушност наша четврта авторска нумера, Тажен крај. Автор на музиката и аранжманот е нашиот пријател и мој колега од танец, Александар Јовески. Текстот е на Марија Спасовска. И ветивме дека текстописец нема да смениме. Искрено пробавме со 2-3 други текста пред да ни напише Марија, меѓутоа повторно мислам ова беше тоа нејзиниот текст. Она што го напише беше стварно добро. Марија, оваа е втора песна од Марија, претходната наша моја посебна е исто нејзе, можеби она веќе ни навлезе во нашиот стил и знае она што го сакаме и супер ја погоди Тажен крај. Сега здравје за некои 2-3 месеца ќе извадиме и друга песна, исто Марија ќе биде текстописец, така некако ни тргна соработката заедно. Дали вие лесно простувате и дали би се вратиле кај личност која ве отурнала, ете како што е опишано во песната? Па јас лесно простувам. Во животот не дека не сум се враќал кај бивша девојка или бивша љубов, ама ето тоа со текот на времето поминало и сега нова етапа во животот. Жена, керка имам, семејство и така. Не сум злопамтило, сакам да кажам. Животот си носи секакви предизвици, се треба да поминеш во животот и тоа е. Знам да замерам, ама ми трае кратко, дека сум се враќал кај друга личност, искрено не памтам, затоа што сопругата моја сум од 14 години. Да, од многу мал, така да. Јас сметам дека мојата сопатничка во животот сум ја нашол многу рано и тоа е таа. Дека таа е таа. Ја одбрав. Па лесно простувам и јас. Дали би се вратил, не знам, се уште немам такво искуство. Убедуваме да не се врати. Ние го убедуваме да не се врати. Да, А зошто да не нас се гледа? врати. Немој, не се враќај, супер си сега. Ќе најдеш друга.
Дали мислите дека ваквите емотивни песни ете поубаво поминуваат кај публиката отколку повеселите или пак обратно? Види песни во кои секој си се сочувствува и си наоѓа некоја негова приказна, мислам дека поминуваат кај луѓето. Не мора да значи дали е тажна, дали е весела, бидејќи еве претходната песна наша, моја посебна, е љубовна песна и многу од паровите оваа година што ќе им свириме на свадба, кога слушнаме, се пронашли у песната и ќе свириме дури и на први танци. Така да секој, како што кажа Даниел, треба да си се пронајде во песната. Дали е љубовна, дали е тажна, нели кој како е емотивно настроен во моментот, така и ќе си ја доживее. Што мислите за македонската музичка сцена? Дали може да кажете дека ете македонската естрада заживеа во последно време? Па да речеме, скокнавме од некое долно ниво, ама јас мислам дека уште треба да работиме и треба доста и на македонските артисти малку медиумски простор да добијат и од телевизиите и од радијата, да речеме, кај нас недостасуваат музички емисии. Ние сега за жал сега не можам да кажам дека тоа е лошо, ама ние промовираме песни на утрински емисии, кај што се дебатира за многу други работи. Зошто да не се направат музички емисии, па и ете и музичка телевизија да има и такви работи. Мислам дека би се кренало нивото многу повеќе така. Луѓето се желни и жедни за македонска музика, и забавна и народна нормално. Ново компонирана музика. Мислам дека недостасуваше овде кај нас еден измина период од неколку години и некако се работеше на некаква кавер варијанта, многу повеќе него авторска музика. Ние сме цврсто решени и убедени во тоа дека ќе го работиме, ќе ствараме без разлика кој ќе биде крајниот исход. Ние со ова што го правиме оставаме на лична карта зад нас и мислиме дека тоа е нешто најдобро, не дека немаме кавери, ние сме снимале кавери, имаме кавери, но знаеш, кога ќе кажа тажен крај од Артист Бенд, тоа е тажен крај од Артист Бенд, не е да не именувам други песни. Да. Што следно може да очекуваме од вас? Ете, споменавте нова песна, дали уште нешто има? Да, како што кажав на почетокот, оваа година ќе го прославиме својот 5-ти роден ден. Планираме да направиме еден голем евент каде што ќе ги поканиме сите наши соработници, пријатели, луѓе што сме им свиреле на свадба, луѓе што ќе им свириме на свадба. Ќе промовираме нашата 5-та песна тогаш со видео запис и многу други се надувања, нема да откривам се, зашто се уште работиме на она, ќе кажам, сценарио. Ви благодарам Артист Бенд за овој прекрасен разговор. Дали може за крај еден дел да ни отпеете од тажен крај? Благодариме и на вас. Ајде ќе испееме еден рефрен. Правам се за тебе, А ти не враќаш, одбиваш се мое. За тажен крај малку треба, а за среќен срца две. Правам се за тебе, а ти не враќаш, одбиваш се мое. За тажен крај малку треба, а за среќен срца две. Фала ви уште еднаш. Благодарим и на вам.